Професор Кејановска, јас и вие ќе се согласиме дека после здравството во изминатиот период образованието беше најсензитивна тема во општеството. Притрпе големи предлози за нови концепти, но не завршија со никаков позитивен резултат. Пред да почнеме детално да ги образложуваме, можеме ли ваквите скандалозни концепти да ги наречеме реформи во образованието? Благодарам за прашањето. Реформи во Република Македонија во образованието се потребни, за тоа сите се сложуваме и нема дилема, но предложениот концепт за реформа сега во основното и најавените реформи во средното образование представуваат еден сериозен и посебен проблем, затоа што јас сум длабоко убедена, затоа што во себе кријат политичка агенда. Под терминот реформа, кој е пожелуван од сите во образованието, и под терминот дигитализација, за кој ќе зборнеме малку подоцна, и кој е модерен, и кој е посакуван, се крие политичка агенда со две цели. Првата цел е вметнување во образовниот процес на резултатите од преговорите со Бугарија и евентуално на некои детали од договорот од Преспа, и втората цел е изнајдување на начин на трошење на 21,5 милиони евра кредит од Светската банка. Што не би ни било некој сериозен проблем, доколку гледаме трошка надеж дека оваа реформа ќе понуди нешто подобро во образованието во Република Македонија. Јас би се сложила со таков кредит, ако гледам некаде светлина која вели да, овој процес барем малку ќе се подобри. Политичката агенда зад скриена или наметната во процесот на образованието не само што нема да ги подобри компетенциите на учениците, тука ќе предизвика тектонски движења во процесот на образованието и секако силни турбуленции кај наставниците. Овој концепт предвидува интегрирање на предмети, што не е непознат во светот и функционира, меѓутоа со наставници кои не се подготвени за тоа, односно нема реформа во наставничките факултети и педагошката академија која би произвела продукт, односно наставник кој би можел да се вклучи во наставата на такви интегрирани предмети. Наместо тоа, сега се почнати некакви обуки од арбитрарно избрани обучувачи и слушателите на овие обуки, значи искусни наставници и понеискусни, се едно тврдат дека обуките и не се многу корисни. Зошто? Затоа што не нудат решенија и затоа што не даваат одговори на прашањата кои наставниците ги поставуваат. Реформата подразбира скратување на еден час значи реформа која бара јазична писменост, скратува час македонски, час англиски, бара дигитална писменост, скратува час на работа со компјутери, па дури и предметот историја со граѓанско, исто така скратува час во текот на годините. Што ќе се случи со тие наставници е прашање. Тие наставници веројатно ќе останат со помалку часови и ќе треба да предаваат изборни предмети, како што е, например, готварство. Една многу успешна искучна наставничка вака рече: јас многу сакам да правам торта, ама гости на торта не правам. Зошто го давам примерот? Затоа што во концепцијата стриктно пичува наставникот ќе предава изборен предмет според својот афинитет. Па да, јас сакам да готвам, ама не знам да готвам. Или наставникот може би после тродневен курс ќе предава сексуално воспитување, иако е наставник по музика, курсот вообичаено го прави хера. И што ќе се случи? Ќе се случи нешто што сега, например, се промовира на овие спомнати едукации, дека едно момче може да се облече во принцеза и да глуми принцеза. Понатаму, одговор на прашањата кои ги поставуваат наставниците, за да се вклопат во ваквото сеопфатно сексуално образование, нема. Туку им се вели: напишете писмено, ставете го во кутијата прашањето, ние ќе ви одговориме. Нема. Значи, проблеми има многу.
сериозен е сомнежот дека не станува збор за обмислена реформа која ќе доведе до подобрување на образовниот систем, туку дека малку со оваа подскриена агенда се турка политиката на власта со цел да се покаже успешност. Професор, ќе ја спомнавте дигитализацијата. Можеме ли да објасниме која е вистинската цел и што се крие зад реформата дигитализација во образованието? Јас повторно ќе почнам со тоа дека дигитализацијата е светски тренд и дека е потребна. Потребна е и во Македонија. Но ова што се нуди, не е дигитализација во образовниот процес. Ова се дигитални учебници. Значи, новиот закон за учебници во склоп со концепцијата нуди дигитални учебници. Значи, за да е сосема јасно на јавноста, бидејќи гледам се уште има недоумица, ќе има, нема да има книги, кога ќе има и како ќе нема, новиот закон вели дека печатени хартиени книги ќе имат прво до трето оделение. Од таму натаму печатени книги нема. Сите книги по сите предмети треба да бидат електронски, односно дигитални книги. Многу сме зборувале, многу и пресови и соопштенија сме држале дека ваквата идеја ќе предизвика нарушување на детските права, ќе предизвика дискриминација кај децата, ќе предизвика промени на наставниците и само како пример, еве да го повторам тоа што многу пати е кажано, децата што немаат електронски уреди, школата е задолжено да им го отпечати, да им ја отпечати книгата или учебникот и да им ја даде во вид на фотокопија, што де факто не е дигитален учебник, оти ќе ги нема дигиталните содржини од учебникот. Но, да се вратиме на она што каде јас се сомневам и што мислам дека е проблемот. Одговорот е повторно во законот за учебници, каде што децидно се вели. Еднаш годишно ќе се прават промени на содржините на учебниците и тоа во опсек од 30%. Зошто? Еве да размислиме. Има ли потреба еднаш годишно да се прават промени во содржините на учебниците по математика? Нема. Има ли потреба по физика? Нема. Има ли потреба по хемија? Нема. Може би во биологија, ако сакат да додадат, прв пат во Македонија се направи промена на пол на терет на фондот. Тоа би била промената во биологија. Каде ги очекуваме промените? Во историја, во географија и во македонски јазик. Она што допрва предстои да се решава во политичкиот диалог помеѓу две држави. Тоа не е наука. Децата треба да знаат што е наука, децата треба да знаат што се научни факти, децата треба да знаат што е моментална научна вистина, оти да може да биде променлива, но толку драстична заменување секоја година, сигурно ниту математика, ниту физика ќе се случи и ние децата мораме да ги учиме на постојаност, на сакање на знаењето, на сакање на науката. Ние можеме и на политика да ги учиме, и треба да ги учиме, но не на ваков начин. Професор, вие континуирано зборувате дека капиталните инвестиции во образованието треба да се континуирани и без застој. Која е причината поради ваква стагнација во капиталните инвестиции во образованието? Апсолутно е точно, ви благодарам, Марија. Гледате каква контрадикторност. Ние имаме една идеја за некој концепт кој ќе опфати интегрирани предмети, дигитализација, а реалноста е, сите знаат во Македонија, и тоа не треба посебно да се потенцира, дека ние имаме училишта, средини во кои децата на вистина немаат пристојни услови за предстој, а наставниците немаат пристојни услови за работа. Не само што немаат паметни табли, не само што наставниците немаат и учениците немаат дигитални уреди, тие немаат услови за одржување на хигиената и жал ми е што морам да повторам, но треба да се повторува. Тие немаат пристојни тоалети, имаат руинирани училишта, имаат клупи, стари, распаднати столчиња. Нема да набројувам во корист на времето такви училишта и да го трошам времето на бројки, но ова е општо познато. Дозволете да кажам само дека во периодот на владење на ВМРО ДПМНЕ власта изгради 74 нови училишта, реновираше 400 училишта, изгради 51 спортска сала.
Ако направиме споредба со тоа владење и ова владење, тоа е околу 8 до 10 пати повеќе. И просекот годишен, кога ќе го земеме, за да не ме обвини некои 10 години визави 4 години, просекот годишен кога ќе го земеме е драстично намален. Она што е страшно е што проектите кои ги започна претходната влада не е ни битно која е, нели треба да имаме некаков континуитет. Владата на ВМРО проектите кои ги започна останаа недовршени. Јас ќе спомнам само еден или два примери. Толку еклатантен примерот на она огромна зграда во комплексот факултети за физкултурната академија, која е изградена, нели, се гледа тој габарит и оставена 4 години на времето и невремето да ја разрушува и упропастува, наместо и повторно да се вложуваат средства во неа, наместо да се доизгради и за да може да имаат луѓето една пристојна зграда во која ќе работат. Вие знаете дека работат во бараки и руинирана зграда, или, например, зградата на Факултетот за драмски уметности, се извинувам што ви влегувам во ресор, која е изградена, во која само фали мебел. 4 години не е уселена, затоа што владата не успева да набави мебел во нова зграда, а уметниците и студентите на драмскиот факултет работат во руинирани бараки. За право на вистината, би сакала да бидам честна, во последните неколку месеци и сега пред изборието се прават некакви интервенции во училиштата кои се минимални и од парите што останаа заради онлайн наставата. Нема трошок за пат, нема трошок за струја, нема потрошен материјал и тоа забрзано се прави, но тоа ни случајно не е доволно. Сусема на крај, еве ја споменавте и онлайн наставата, која што резултираше како уште еден во низата неуспешни проекти во образованието. Што велат вашите анализи? Дали е успешна оваа онлайн настава? За жал, тоа е уште еден страшен пропаден проект. Министерката вели дека 90% од наставата успешно се одвива и еве нека и така, тие 10% се најмалку 25.000 деца, што не е мала бројка и што треба да видиме зошто е тоа така. Но, сознанијата на Комисијата за образование и наука на ВМРО-ДПМН се драстично различни и укажуваат, според искажувањата и анкетите интрапартиски направени на наставниците и на учениците, дека, напротив, таа е веројатно, простете, приближно во 90% неуспешна. И тие примери сум ги кажувала и ќе ги кажам. Самите ученици кажуваат дека им е тешко сега на Сабајле да станат, тие не стануваат да се облечат ранецот на грб да тргнат на училиште, тука од кревет го вклучуваат компјутерот и првиот час го преспиваат. Најчесто, и не сите, значи, онаа група која сериозно ја сваќа работата и си ја работи работата на ученици и родители посветени, не зборувам. Зборувам за една големо мноштво на ученици кои вака се однесуваат и самите кажуваат. Потоа при крај на часовите, кога веќе некако се заморуваат, затоа што не се активно вклучени, присутни, немаат интеракција со наставникот, односно таа е електронска и со другарите, тие почнуваат да играат игри или излегуваат во кафуле, или седнуваат во парк, па таму во друштво компјутерите се уклучени, наставничката го држи предавањето, а наставата нема ефект. Проблем е, ќе кажам уште еден пример, и за оние деца кои не следат онлайн настава и за тие кои што следат онлайн настава, беше предвидено барем еднаш месечно децата да се појават на училиште за наставниците да ги оценат. Такво нешто не се случува или е ретко што станува пример. Значи, дека еве се случило некое дете да се појави во училиштето, па наставниците имат проблем и во оценувањето. Одсуствата на децата, еден одреден број на ученици воопшто не се појавуваат на настава, одговорно тврдам, и одсуствата нивни не се бележат. Зошто? За да се прикаже дека онлайн наставата тече во ред и тоа е воглавном по притисок или само по препорака на директорите.
и за да немаат проблем децата, затоа што и застанувале огромен број на часови. Но сега има проблем во оценувањето. Во нашата земја со години во огромен број на училишта повторување немало. Сега, како ќе се реши овој проблем? Овој проблем е нерешлив на легален начин. Ќе мора на нелегален начин да се реши. Многу примери има, уште многу недостатоци има, ќе заклучам со тоа. Ако не сакаме и оваа година нашите ученици да ја изгубат, нашите деца да ја изгубат, настава од септември мора да има со физичко присуство. Но Министерството не превзеде никакви мерки за да, знаеки ги овие податоци, они ги знаат, нели? Ако не сите, ама барем дел од нив ги знаат и треба да ги пренесат таму каде што треба. Значи, знаеки ги овие податоци, не презеде ништо за да ги подготви и наставниците, и учениците, и учениците да тргнат од септември физички во училиште и на факултети. Ниту сите наставници се вакцинирани, ниту има изглед во догледно сите да бидат вакцинирани, ниту студентите се вакцинирани, ниту се дискутира за темата вакцинирање на деца со Pfizer вакцината, која рекла дека може да се користи од 19. Треба да се отвори дискусија. Зошто би ја отвориле? Отеќе им направи нов проблем и гледат да ја турнат под тепих. Значи, голем пропуст, голем проблем, она што мора да се направи е прво да се откажеме само, односно министерката да се откаже само од дигитални учебници и од овој момент сега и веднаш да почне со подготовка за физичка настава од септември. Ви благодарам. Ви благодарам и јас. Јас сум убедена дека идната влада на ВМРО ДПМН ќе има голема одговорност за образованието како и за другите ресори. И се извинувам, и многу голема тежина, затоа што се ова ќе треба да се поправи и не е само област на образованието, тука и здравството, и економијата, и сите други области. Ви благодарам.